Да, ја продолжуваме емисијата. Тука во студиото е гостин Владо Димовски од Прогресивниот синдикат за образование. Зборуваме за оние теми кои се поврзани со стандардот во просветниот сектор, со законот за наставници и стручни соработници кој е заглавен во собранието, но и за законот за минимална плата за кој сега се дебатира во законодавниот дом. И тие два закони треба да го тангираат стандардот на наставниците и професорите. Господине Димовски, како што знаеме, во собранието е прилично жешко во однос на овие дебати. Имавме и конфликти неодамна на комисијата во собранието за ова. Значи, тензиите се подигнати на многу високо ниво. Како што кажа, во Законот за наставници и стручни соработници е заглавен речиси цела година. Година и нешто. Што се случува со овие закони? Зошто се заглавени и што треба да придонесе сега законот и за минимална плата за ова? Прогресивниот синдикат на образованието е гранков синдикат во Сојузот на синдикати на Македонија и учествува во сите подготовки на Законот за минимална плата и скалестото зголемување на платите во јавниот и приватниот сектор. Во онај дел на Законот за во најновиот момент со амандманите на една политичка партија за просветните работници и заглавувањето на Законот за наставници и стручни соработници, тука веќе дебатираме. Денеска ние испративме допис до сите пратенички групи во собранието за да извршиме некои консултации за да тој закон конечно виде бел ден и да почне да се дебатира околу тој закон, да се договараме. Мала коализија има во делот на законските регулативи. Законот во она што говориме за трансформацијата на работниот однос, што е и најболна точка во овој момент. Имаме 4700 вработени во образованието кои од година до година стравуваа за своите работни места, дали ќе им биде продолжен договорот, дали нема да им биде продолжен договорот. Кои се на определено работно време од 1 септември до 31 август тие договори важат секоја година. И во тој дел тие наши колеги се најлесната категорија за манипулација од политичките партии во делот на промената на локалната власт, промената на централната власт и така натаму, затоа што најповеќе тие стравуваат. Ако се промени власта, дали тие ќе им бидат продолжени договорите, без разлика дали припаѓаат или не припаѓаат на некоја од политичките опции. Законот за работни односи вика дека работен однос може да се трансформира после 5 години. Приправнички стаж и 5 години да може да се трансформира. Колективниот договор кој СОН го има подпишано, исто така го цитира Законот за работни односи и вика после 5 години се трансформира. Додека па Законот за наставници и стручни соработници и законите за образование за основно и средно вика дека после 2 години може да се трансформира работниот однос. И тука доаѓаме до некоја пат позиција по кој закон сега да го спроведат, да речеме, општините кои се основачи на училиштата во својата општина или градот Скопје, кој е основач на средните училишта во градот Скопје. Така да секогаш просветните работници се на една линија на ветрометина, каде што најголем страв чувствуваат за своите работни места. И тука се намалува борбата на просветните работници за изголемување на платите, затоа што стравуваат дали ќе им биде проложен договорот. Тука веќе престануваат желбите за квалитетно образование. Ако вие не знаете дека од 1 септември ќе продолжите да работите во едно училиште, какво образование ќе даде еден наставник? Си ја почитува и цени професијата, тие се професионалци, да се разбериме во својата област. Но ако не му е сигурно дека од 1 септември ќе продолжи со работа, тогаш за какво квалитетно образование ние ќе разговараме? Да, ќе зборуваме за квалитетот на образованието. Ајде да видиме прво за Законов за наставници и стручни соработници, како што кажавме, цела година е заглавен таму. И сега опозицијата која го кочи законот ВМРО-ДПМН, тие велат отприлика вака. Ние не сакаме на ваков начин да продолжи законот, бидејќи за власта, тој СДСМ, сака да ги трансформира тие работни места за кои вие зборувате, кои се на определено работно време, 4500, мислиш, неколку цитираат. 700.
и велат дека тие сакаат тоа да го направат политички, да направат своја партиска војска со овој закон да им дадат решенија за неопределено работно време и дека меѓу останатото за тоа и кочат. Јас не би се сложил со таквата констатација на пратеничката на пратениците и пратеничката група на ВМРО-ДПМН од проста причина што имаме ние во најголемиот дел од тие 4700 наставници и просветни работници кои се на определено време, најголемиот дел, значи некаде околу 80% од тие се по 12 до 15 години работат на определено работно време. Значи, ако ВМРО-ДПМН сакала да го реши тој проблем со своја војска, што не го решиле пред 5 години, пред 6, пред 7 години и така натаму. Ако доследно се спроведувал Значи, тие луѓе со децении работат. Со децении работат. Имаме луѓе кои ние имаме евиденција за 22 години наставници кои работат на определено работно време. И секоја година се прават некои анализи дали ќе биде потребно, дали ќе има деца, дали ќе има часови доволно и така натаму и така натаму, и сите тие наставници се држат под една тензија да стравуваат за своите работни места. Јас не се сложувам, факт е во нашава држава дека и една и друга власт си играат со судбините на тие луѓе. И то не смее да се случува. Тоа се игра со човечки судбини ја игра. Наставникот кој завршил високо образование, го поминал приправничкиот стаж, го положил стручниот испит кој му е за својот предмет и така натаму, тој веднаш треба да добие трансформација. Ние наидуваме на пречки каде што јас додека работев во Министерството за образование, наидов на еден куп трансформации кои беа пристигнати од општините, каде што комисијата малку е неразбирливо да тие општински комисии имаат представник, не знам, од советот, имаат представник од инспекторатот, имаат представник од синдикатот. И сите мора да се потпишат на таа трансформација за да може да му се трансформира. Вие имате трансформации кои сега се во Министерството за образование, кои не се потпишани од сите членови. Тука веќе има партиски препукувања. Дали синдикатот не дава или не знам, некој од советот не дава и така натаму не се потпишува, а поминува со таа трансформација, треба да се испрати потребен наставникот, треба да работи со деца, има доволен број на часови и така натаму. Недефинирани работи. Затоа колективниот договор мора да претрпи измени. Апсолутно. Законите мора да претрпат измени. Законот за наставници и стручни соработници, ако досега беше донесен и ако квалитетно и секоја година се применуваше колективниот договор кој сом го има подпишано со државата, во овој момент наставниците ќе имаат 44.700 денари плата. Значи нето плата. Доколку се донесеше овој закон, доколку се применуваше колективниот договор и доколку се донесеше овој закон. Преку ноќ не можат да се носат закони. Ние имавме такви случаеви, не знам колку се сеќавате, имаме и дебатирано и во ова студио и на други медиуми, дека во ми се чини 2013 или 2014 година законот за образование претрпе 29 измени во една година. Каков закон е тој? Сито и решето, каде што може да се додава и да се одзема и да се сеат членовите во законот. Закон си е закон, законско решение. Подзаконските акти, после тоа што се носат колективни договори, правилници и така натаму, ќе ги решаваат останатите работи кои ги регулира законот. Ова што го зборуваме, на крајот ми се чини, освен што трпат наставниците, професорите, трпат и децата. Значи, оние врз кои треба тој квалитет на образование да се ефектуира, како што вие самиот кажавте, доколку цело време така ги држите луѓето во неизвестност, и тие не гледаат сериозно со другата страна, не гледаат фидбек за својата работа, дали тие можат целосно да се дадат, дали можат да бидат сериозни во тоа што го работат, дали може да се посветат целосно? Па затоа кажав, каков квалитет ќе очекуваме од образованието, да речеме да пружат наставниците, ако тие стравуваат за своите работни места. Тука страдаат наставниците, тука страдаат децата, тука страдаат родителите и така натаму. Затоа кажав дека се тоа човечки судбини, не само на наставниците, него и на децата и на родителите. Апсолутно. Детето оди во училиште за да стекне знаење.
Воспитанието треба да го донеси од дома во училиште. Но за да се образува и да стекне знаење доаѓа во училиште. И ако наставникот не е мотивиран, а детето не е мотивирано, какво квалитетно образование ќе имаме ние? Токму заради тоа и на вакво ниво ни е образованието, нели? Во држава долги години, не е тоа нити од вчера, ни од завчера. Да. Во однос на другиот закон за минимална плата, и тој би требало да ги подигне платите и стандардот во образование, така? Значи, законот за минимална плата, кој е во собрание, за кој ние исто така испративме допис од Сојузот на синдикати на Македонија со сите гранкови синдикати за да ги започнеме разговорите и да ги дефинираме разговорите околу тој закон, за конечно тој закон да нема пречки во собранието и да се донеси. Ја гарантира минималната плата на 18.000 денари и скалесто зголемување на сите плати во јавниот и приватниот сектор. Тоа значи и за образованието. Јавниот и приватниот сектор, значи образованието спаѓа во јавниот сектор, нели? Така да сите плати ќе бидат зголемени, секој може тоа да го пресмета. Значи ако се зголеми за 2800 денари минималната плата, да се дефинира на 18.000 денари, сите плати нагоре мора да се зголемат за 2800 денари. Како пример викам, таа е математика која правеа стручни лица, анализи и така натаму. И понатаму, после тоа, платите во и јавниот и приватниот сектор треба да растат според колективните договори кои ги имаат подпишано. Но треба доследно да се почитуваат и да се спроведуваат колективните договори. Ако ние дојдеме во ситуација да сега се направи зголемувањето на платите со законот за минимална плата, а до година веќе дел од колективниот договор, оние подписници на колективните договори, кога ќе дојде време за зголемување, се пазарат со една или со друга власт и така натаму, или со едни и со други пратеници, и на крајот ништо не испадне, тогаш не се почитува колективниот договор. Вие цело време алудирате за колективните договори дека не се почитуваат. Сакате да кажете дека до сега не се почитувале, од страна на кого не се почитувале? Од страна на подписниците. Од страна на подписниците. Значи, ако зборуваме за образование, подписник на колективниот договор во образованието е СОНК и владата. Дали била таа ова, она и така натаму, владите се менуваат, нели? СОНК останува. Ние како синдикалци остануваме и така натаму за да ја водиме таа борба за правата на просветните работници. Ако доследно се почитувало и доследно одат договорите, тогаш јас кажав, еднаш ќе кажам повторно, во овој момент, ако изминативе 10 години, секоја година се почитувал колективниот договор за образование, сега наставниците би имале 44.700 илјади денари плата, нето плата. Но како поминува тоа? Како се протнува низ ситото, низ решението тоа непочитување на колективните договори? Значи нешто што и вие велите самите е подпишано од два гаранта, од една страна и државата, од друга страна синдикат. Значи сето тоа е ставено на хартија подпишано, но повторно не се почитува. Како поминува тоа? Еве на ваков начин, кога ќе дојде тоа, те со амандмани, те со кочење на одредени работи и така натаму, се додека не се седне на маса, па се преговара, па сето тоа се пласира во јавноста. Еве преговараме и на крај нема пари во буџетот, не биле испланирани. Се тоа некои такви финти да кажеме кои не им е гајле на крајот краиштата за просветните работници. Не им е гајле за образованието. Кога ние ќе имаме цврсти ставови дека сакаме вакво образование, квалитетно образование, според тие закони, според тие планови и програми кои ги изготвува Бирото за развој на образованието и така натаму, кои ќе бидат усогласени со европското образование, во тој случај нема да може да не се почитува колективниот договор, ќе мора да се почитува. Јас тврдам во овој момент дека за законот за минимална плата има средства во буџетот. Нема да оперирам со цифри и така натаму, но има средства. И тие средства ќе бидат наменети за
кажете реализација на законот за минимална плата и скалестото зголемување на платите. Ние како синдикат нема да отстапиме, нити како прогресивен синдикат, нити како сојуз на синдикати на Македонија. Започнавме ние таа работа, го изготвивме законот, го доставивме и така натаму. Добро е што голем дел од партиите дојдоа во сојузот на синдикати да дадат поддршка за законот и така натаму, но на економско-социјалниот совет беше договорено сето тоа за законот за минимална плата, но каде се после игрите, кога ќе дојди на прво, второ, трето читање па до пленарна седница, тука е веќе игри помеѓу партиите. Едните мислат дека едните со своји партиски војници ќе доминираат во одредена гранка, другите мислат дека со своји партиски војници и тука доаѓа недоразбирањето. Па на крајот краиштата, ако се работи за граѓани кои утре треба да гласаат за нив, за политичарите, па може да се седне и да се договори, да не се игра со судбината на тие луѓе, било да се просветни работници, било да се работници во, да речеме, во текстилната индустрија, градежната индустрија и така натаму, машинската и така натаму. Можат да се договорат, но во моментов нема слух. Си прават кочници едни со други, а за возврат на тоа просветните работници и останатите работници чекаат и патат. Ако се сеќавате, беше ветено дека минималната плата ќе порасне на 18.000 денари со јануарската плата, односно со февруарската плата во јануари. Да. Што е сега чекањето? Значи пазарот е во прашање. Се додека ние имаме пазар на ниво на политичари кои ние сме ги избрале, ние ќе си патат работниците, а ние како синдикалци секој пат сме тука да ги заштитиме и ќе преземаме вакви чекори. Ние најавивме како прогресивен синдикат, ако на трето читање не помине законот за наставници и стручни соработници, ние ќе блокираме собранието. И тоа ќе го направиме. Имаме искуство во тоа, во протестите, во блокирањата и така натаму. Нема да штрајкуваме заради децата, не сме за штрајк заради образованието на децата, да тече образованието. Али протестите се легитимно право да ние си ги бараме нашите права и правата на нашите колеги. Затоа кажав, онаму каде што не се спроведуваат одредени законски регулативи, онаму каде што не се спроведуваат одредени ветувања, јавни ветувања зборувам, не ветувања во четири очи што ги давале некои од политичарите. Јавни ветувања, таму каде што не се спроведуваат доследно, таму секогаш се јавува отпор. А отпорот, штом се појави отпорот, тогаш е то предзнак на одредени протести, непослушности и така натаму. Затоа кажав, ние имаме такво искуство со пленумите, од студентскиот па до наставничкиот и обратно и така натаму. Така да нема да отстапиме. Може би тогаш беше во мода тие пленуми, сега е во мода, односно секогаш било синдикалното движење. И ние преку синдикалното движење ќе ги бараме нашите права. Кога се очекува да биде тоа трето читање и ако може повторно да ни кажете што би значила таа блокада на собранието, како би го извеле тоа? Значи ние денеска доставивме допис до пратеничките групи во собранието. Очекуваме веќе во текот на утрешниот ден да имаме повратен одговор, за да се сретнеме со оние пратенички групи кои ќе изразат желба да разговараме околу тој закон. Доколку постигнеме одредена согласност со нив да тој закон веќе влезе во постапка и да заврши тоа трето читање и така натаму, да се испеглаат работите, тогаш нема да протестираме. Доколку не постигнеме согласност, блокирањето на собранието е планирано е да се блокира паркингот на собрание, влезот во собрание, и да се консултира сите пратеници што ќе влегуваат, дали ќе гласа или нема да гласа. И ќе ги објавиме со имиња оние кои нема да гласаат, со имиња и презимиња. Значи не би ги пуштале да влезат во собрание? Немаме право да ги задржиме да не влезат. Мислам, не би ни го правеле тоа затоа што е во наш интерес да влезат, зашто побрзо да ја завршат нели работата. Но сакаме да се видиме очи во очи со нив, како поголема група на просветни работници, синдикалци и така натаму, и да видиме, да го чуеме нивното мислење. Вака го слушаме ние мислењето само преку одредени амандмани или преку некои пресконференции.
Вие кажете дека и сегашниот текст на законот за наставници и стручни соработници не е идеален, но еве кој е ставот на синдикатот, дали вие би се согласиле да помени текстот ваков како што е, или имате забелешки кои нужно би морале да бидат вметнати? Има и забелешки на законот. Тие забелешки ние веќе ги разгледувавме и ги доставивме и така натаму, за да може да се испеглат во комисиската расправа, за да не дојде на пленарната седница на собрание на усвојување на законот да има амандмани, да има кочење и така натаму. Има некои недоследности во делот на она што се бара во со законот за директно вработување на неопределено работно време во делот на образованието. Јас лично сметам дека тоа не е можно. Не е можно од проста причина што оние 2 години кои се дадени се оптимален период за да може наставникот да се доостручи кога ќе влези во образованието. Значи не сте за тоа веднаш да се дава договори на неопределено? Не, јас не сум лично, а и моите колеги исто така, бидејќи што имаме, нема да имаме квалитетно образование ако тоа го направиме. Ама и нема да дозволиме па да се игра со судбината на тие вработени кои ќе бидат на определено време. Веќе по наше инсистирање, ако се сеќавате, оваа година, секоја година конкурсите се распишуваа во образование во декември, некои во јануари месец, од кога ќе започне учебната година. И токму заради тоа недостигот на наставници или оние кои беа на договори, наставници на определено време, во септември месец одлучуваше градоначалникот на некоја општина или директорот на некое училиште да си земи своји луѓе за итни и неодложни работи. Кои се тоа итни и неодложни работи? И затоа ние инсистиравме пред година и пол да конкурсите се распишуваат во јули и во август месец. За од 1 септември да знае дека на конкурс влегол наставникот, а не влегол на итни и неодложни работи, после 3 месеца се распиши оглас, ако не му се допадни на колективот кај што ќе работи или на градоначалникот, да му кажат извини, ама има друг што конкурираше на твое место, ти ќе си заминеш. Да. Таквите појави не смеа да се јават и затоа оваа година беше распишан конкурсот пред почетокот на учебната година. Во тој дел не се сложуваме во делот на ако еден наставник дипломира во јуни месец и од 1 септември треба да влезе на час. Нема искуство. Значи нема искуство. Затоа предлагаме година дена да има менторство, да го осети едноставно дневникот и атмосферата со децата каде што работи. Најдобра оценка за наставникот се децата на час. Не е нити инспекторот, нити советникот од Биро за развој. Најдобра оценка може да дадат оние ученици кои ги образува наставникот кога ќе влезе на час. Во законите, дури ако се сеќавате, има таму дека наставникот е закон за часот. Може да ви дозволи да влезите на час, на надворешни лица може да не ви дозволи. Тоа е по желба на наставникот. Додека ако го помини менторскиот дел, со ментор да работи од негов предмет, од негова струка во средните училишта и така натаму, и после тоа да добие позитивно мислење од менторот, да си го положи стручниот испит кој мора да се положи за да добие трансформација. Како ќе се вработи на неопределено време, директно, ако нема положен стручен испит. А стручниот испит може да го полага тек после стекнување на одредено искуство. Нека се намали во законот тоа искуство, не е тоа проблем. Ако за 6 месеци сметаат политичарите или изготвувачите на законот дека за 6 месеци може да се стекне тоа искуство, нека биде после 6 месеци полагање на стручниот испит. Но никако да ние пуштиме наставници да влезат на час директно од клупа со завршено високо образование. Да, сега, тука ми е повторно прашањето, партиите, предпоставам дека сега они преговараат меѓу нив, треба да се усогласат за овој закон кој што е блокиран долго време. Од друга страна си вие ваши барање. Дали вие ќе инсистирате
исклучиво на сите овие барања да се вметнат во законот, да се стават како амандмани, или и вие сте подготвени за некаков компромис околу Не текстот? сме подготвени за компромис. Не сте подготвени? Не сме затоа што ако има било каков компромис, тогаш ќе се појават пак аномалии и пак ќе се кочи законот и ќе се одлага. Значи, ако вие имате една аномалија во законот и кога ќе се започне да се спроведува тој закон, ќе се увиди дека тоа е аномалија и тогаш веќе ќе настанат проблемите. Или па ако ние отстапиме од ваквите барања, затоа што сметаме дека законот на ваков начин ќе ги регулира сите права на наставниците. Ако било кое од тие права на наставниците биде изоставено од законот, веќе ќе имаме простор за амандманска поднесување на амандмани, амандманска расправа, несогласување помеѓу партиите и така натаму. На крајот краиштата, јас секој пат зборувам дека оние кои ние ги бираме, треба нас да не слушаат каков закон да донесат, а не ние да практикуваме закон како што тие сакаат да го донесат. Господин Димовски, дали политичарите се свесни кога ги прават овие политички игри, политички калкулации и политички математики во собранието, дека се играат со човечки судбини, дека буквално се играат со човечки судбини за луѓе, за наставничкиот кадар кога зборуваме, за луѓе кои живеат во неизвестно, за ова што го зборуваме. Така да. Потоа зборуваме за неквалитет во образованието кое се продуцира од таа неизвестност, за лошото образование кој го добиваат децата на крајот на краиштата. Дали се свесни за тие прашања, бидејќи би било логично да седнат, да се затворат во една просторија, ако треба пратениците, за еден ден да ги решат несогласувањето. Буквално за еден ден. Да ги стават на страна партиските математики, кој ќе продуцира партиски војници, кој нема да продуцира нивна работа. За еден ден да решат, да седнат со вас и да одиме напред. Зошто не го прават тоа? Мислам дека не можат тоа да го постигнат, затоа што мора да се работи на менталниот склоп на политичарите. Значи, граѓаните треба да прават на менталниот склоп на политичарите, ќе го сменат тој систем на препукување, на инаетење и така натаму, или обвинување едни со други. Во онај момент, можеби не сакам да ми замерат никој и така натаму, во онај момент кога било кој од политичарите ќе реши да стане политичар, ќе мора да си го смени огледалото во ходникот во собствената куќа, за да не му кажува дека е најубав на светот. Ако тоа го направат, тогаш ќе можат да седнат. Вака сите се најубави на светот и не можат да се договорат. Да. Господин Димовски, ви благодарам за овој разговор и се надевам дека ќе издействувате како синдикат што побрзо да се донесе овој закон. Се разбира да помине и законот за минимална плата се побрзо. Зборуваме на крајот на краиштата за стандардот на луѓето. Да, токму заради тоа ние и ги почнавме овие разговори и донесувањето на изработката на законот за минимална плата. Стандардот на граѓаните мора да порасне. Апсолутно. Како што растат животните трошоци и така натаму, потребите на граѓаните, мора и животниот стандард да порасне, односно платите на работниците. Ние во државава имаме, според статистиките и така натаму, 670 и неколку илјади, не ме фаќате точно за бројки, работници. Тоа се 600 илјади и неколку човечки судбини, да се разбериме. Имаме во тие каде што има луѓе со големи плати, олигарси и така натаму и така, ама тоа е мал дел. Најголемиот дел се работниците кои треба да заработат за тие да земат поголеми плати. Да. Ви благодарам уште еднаш за разговорот. Благодарам и на вас. Да, ова беше разговор со Владо Димовски, познат активист за борба за подобри права и услови во образованието. Емисијата ја продолжуваме со актуелна тема, проблемот со криптовалутите. Останете со нас, се враќаме за кратко, веднаш после рекламите.